Символично полевање на лозата со вино и ракија за богат род и молба за заштита од град и суша. Лозарите и годинава го направија адетот. Го закроија лозјето во чест на христијанскиот празник Свети Трифун, кој според верувањето е заштитник на лозовите насади и земјиштето што се обработува. Сакам и да благословам и да апелирам да празникот, да денот го прославиме достојно во духот на нашата православна вера. Лозарите рекоа дека 2016 поминала одлично, со богат род, а за 2017 очекуваат да нема големи штети на лозовите насади и да нема промени во родот. Денеска на Свети Трифун го закроваме лозјето, за да ни даде повише род и берикетно да биде и со гости да си прославиме. Годината 2016 беше многу убава и многу убаво грози имаме и добро вино и ракија. Мислам дека нема да има проблеми оваа година, ќе биде тука. Нема подземна вода да корено му заболи и дека ќе биде убаво. Има ли, што жалат ли лозарите, има ли многу измрзнати лози? Нема тука на оваа подачи. На закриувањето на лозјата присуствуваа голем број верници и гости, лозари и овоштари од Кочани, на кои им беше доделено погача за здравје. Меѓу присутните беше и штипскиот пратеник од редовите на ВМРО ДПМН Трајче Димков и градоначалникот на општина Кочани Радко Димитровски, кој им посака на лозарите берикетна и успешна родна година. По традиционалното закриување, присутните се почестија со богата трпеза, а на здравија со чаша ракија и вино. Годинава очекуваат подобар и заеднички си посакаа побогат род од минатата година. Традиционалниот собир за закриување продолжи со песна до доцните попладневни часови.